Информациите стигнуваат до вас. Добар ден, во вештите разговарам со министерот за надворешни работи Никола Поповски. Благодарам што дојдовте во Канал 5. Ви благодарам за поканата. Денеска се вративте од Брисел, прилично набиена агенда деновиве. Претходно бевте во Словенија на Блескиот стратешки форум. Каков е евроинтеграцијскиот импулс на Македонија во моментов? Добри прилики се тоа да размениме неколку размислувања околу тоа што сме направиле во меѓувреме. Мислам дека дебатата која се одвиваше во Блед исто така беше во светло на тековната економска криза и перспективите за интеграција на регионот. Она што го очекувавме, го добивме и од разговорите во Брисел. Начелно односот на комисијата ќе биде објективен, онака како што бил во претходните циклуси. Ние очекуваме и работиме да испорачаме што е можно повеќе суштински реформи и со нив да потврдиме уште еднаш дека сме подготвени за почеток на преговорите. Расте ли поддршката кај вашите колеги околу тоа дека Македонија треба да ги отпочне преговорите со Европската комисија и без да го реши името? Главниот предизвик за сите нив е она што фактот што Македонија се наоѓа повеќе години во ситуација на остварени резултати за почеток на преговори и неможност да ги отпочне е нешто што го декредибилизира процесот на интеграција. Мислам дека сите се доведени до оној заклучок дека е потребно придвижување и дека е потребно сите да го поддржиме тоа придвижување. Ние очекуваме таквата клима да ни помогне со несмалена динамика да продолжиме кон отпочнување на преговорите со Европската унија. Поповски, во Брисел лично еврокомесарот Штефан Фуле го слушнавте како ја споменува придавката македонски. Значи ли тоа дека Европската комисија ја менува политиката во однос на нашиот идентитет? Дали во новиот извештај ќе го сетнеме, ќе сетнеме придавката македонски за народот и за јазикот? Тоа дали ќе биде во извештајот ќе го знаеме за еден месец кога ќе биде завршен. Во поглед на односот... Како ви звучеше да го слушнете во Брисел, еврокомесарот? Не е тоа ништо невообичаено, мислам дека е одраз на реалноста. Но таа придавка не беше дел од извештајот, предизвика многу прашалници од аспект на колку може да биде кредибилна Европската унија во заштита на основни човекови права, доколку тие не бидат почитувани во рамки на односот кон една земја кандидат. Сметам дека на овие прашања сме дали многу одговори и дека единствен начин на кој може Европската унија да го адресира ова прашање со принципиелен однос кон сите и признавање на она што го чувствуваат граѓаните. За неколку дена и во Скопје го очекувате еврокомесарот Штефан Фуле да дојде. Како ќе биде задоволен еврокомесарот? Дали ги исполните задачите од високиот пристапен диалог? По овој дел на сите оние поглавија кои се однесуваат било на делот на изборната регулатива, било во делот на медиумската клима, било во делот на реформите во судството или во економскиот дел, имаме испорачано и работиме на долгорочни реформи и се надеваме дека не само за овој предстоен состанок, туку и по него со исто темпо ќе продолжиме во остварување, затоа што секоја она придобивка и секоја реформа која ќе направиме сега ни го скратува патот, односно периодот кој ќе ни биде потребен за преговори штом ги почнеме. Што доколку еве на 17 кога дојде еврокомесарот Штефан Фуле и се сретне со премиерот Груевски, имаме позитивен исход. Значи ли тоа дека во декември Македонија може да очекува отпочнување преговори, односно согласно за отпочнување преговори? Во септември очекуваме само уште еден состанок во низата состаноци кои ги имаме. Во октомври Европската комисија ќе дојде со своја оценка за остварувањата на Република Македонија. Наша клучна цел е во тој извештај да постои формулацијата дека повторно Европската комисија цени дека Македонија е подготвена и е потребно да ги отпочне тие преговори. Потоа одлуката ќе биде пренесена на ниво на Советот, каде што земјите членки треба да постигнат согласност. Во овој период ние сме фокусирани да дадеме што е можно повеќе резултати, да работиме што е можно со сите земји членки, вклучително и онаа која не била наклонета кон отпочнување на преговорите во претходните циклуси, да ја поддржи таа одлука и да ни овозможи да ги почнеме преговорите. Еве, убаво велите вие, но дали во Брисел воопшто размислува за такво нешто? На ниво на желба, да. На ниво на реализација ќе знаеме единствено кога Советот ќе се состане. Неколку пати го повикавте вашиот колега да се сретне со вас и да разговарате за актуелниот проблем на двете земји, но некако не најдовте на разбирање. Најдовте ли некој нов концепт како некако да ги повикате грчките власти за седнете да разговарате со нив? Ете, нашиот пристап е константно базиран на една конструктивност. Ние она што сакаме е да ни се овозможи
да напредуваме во правец на европските и евроатлантските интеграции, паралелно со тоа да градиме една добрососедска клима со сите наши соседи, вклучително и со јужниот сосед. Во тој контекст треба да се видат и сите наши иницијативи за можност за средби на сите нивоа, почнувајќи од премиерското до најпрактично ниво, и сите оние иницијативи кои ги ставивме на маса за нашите грчки соговорници да може да одговорат позитивно и да покажат некакви практични сигнали дека сакаат придвижување. Било да се однесува на отварање на граничните премини, било да се однесува на потпишување на билатерални договори. Поповски, благодарам за присуството во вестите. Ви благодарам на поканата. Ние продолжуваме понатаму со содржината.